а ние прочитувани наши одиме повторно надвор, го напуштаме студиото, значи одиме повторно во линковско вклучување. Ете, за брзо ќе ја видите, ја гледате веќе и на линк надвор од студиото, нашата Викторија Петровска, која што ќе разговара со Сашко Кочов, специјален едукатор и рехабилитатор на една интересна тема, што треба да знае и уме едно дете пред да тргне во прво оделение. Вики, добро утро, повтор пат ова утро, ајде да не одземам од времето, повелете со вашиот соговорник, со твојот соговорник. Добро утро, повтор пат, драга Ирена. Токму така, убава, интересна тема во пресред, можеби на новата учебна година, што треба да знае да уме едно дете пред да се запише во прво одделение, односно пред да стане прваче, можеби повеќе совети, препораки и насоки токму за родителите, за бабите и дедовците и сите кои што овој период повеќе слободно време поминуваат со своите најмали, а ова утро јас разговарам со Сашко Кочов од тимот едукативен центар токму на оваа тема. Сашко, добро утро, благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа, како сте? Добро утро и благодарам за можноста да зборуваме за една многу важна и актуелна тема денес. Така е, што навистина треба да знае уме едно дете пред да стане прваче? Ајде вака, јас ќе се обидам да дадам еден сеопфатен одговор за тоа што уме и треба да знае едно дете пред да почне во прво оделение. Најпрво мора да напоменам дека секоја следна генерација на првачиња што ни доаѓа се соочува со различни нови предизвици. Тоа е нели во склоп и во склад на современото темпо и начин на живот кој што моментално го живееме. Интересен е моментот што секоја нова и следна генерација на дечиња можеби е доста покреативна, пољубопитна, повеќе сака да знае, меѓутоа има огромни разлики во вештините, во она што навистина може да се спореди со некои генерации претходно. Она што е интересно што оваа денешна генерација можеби многу повеќе знае вештини во насока на читање, дигитални вештини, меѓутоа имаат недоволно развиени вештини во насока на самостојност, секојдневни животни вештини, интеракција со врсници, комуникативни вештини, игри, правила за чекање ред. Навистина е впечатлив моментот за фокус и внимание од тоа да почнат, спроведат и завршат една активност, али кога би кажувал генерално што треба да знае едно прваче, ајде вака, во делот со говор и комуникација треба да има солиден фонд на зборови, да уме да се изразува, да раскажува, да уме да се задржи на тема, да се насочи кон соговорник, да знае причинско-последична врска, во делот со социјална интеракција да устварува игри со врсници, да чека ред, да разбере емоции, да чита фацијални експресии. Во делот со когнитивни вештини веќе треба да ги има оние сите предчитачки, предматематички вештини усвоено, за да веќе почне оној материјал што се бара во прво оделение. Моториката е тука исто многу важна. Правилно држење на молив, да уме да нацртат цртеж на зададена тема, да има добра координација, ритам, баланс и сето тоа вака ни дава една генерална слика за едно подготвено прваче. Морам да напоменам дека овие сите работи можеби нема во одредена област да бидат доволно развиени, или со работа, стимулација можат дефинитивно да се подобрат и да се да се подготват се со цел да биде правилно и спремно едно прваче. Да, сите овие вештини не се исти кај секој дете се индивидуа и поединец само за себе, на кои вештини им давате повеќе приоритет, еве ги напоменавме сите овие, меѓутоа и вештините на независност, самостојност на детето уште во предшколска возраст и треба ли детето да знае да чита, да пишува, оние прашања кои што родителите можеби најчесто си ги поставуваат пред да започне во училиште како прваче секако. Токму така, ние во подготовката за идни првачиња што ја спроведуваме тука, најголем акцент не ставаме на едно дете да знае да чита и да пишува. Па ќе кажем, едно дете кое што треба да почне во прво оделение не треба да го знае тоа и нема потреба да го знае тоа. Многу подготвено ќе биде доколку има развиено вештини за самостојност, односно да уме само да се облекува, да има усвоен хигиенски навики, да учествува во различни игри, да има изградено интервална трпеливост, да уме да почне, спроведе и заврши една активност. За жал, вниманието кај денешните генерации е многу понамалено за разлика од некои претходни генерации, меѓутоа и овие генерации имаат доста развиени вештини кои што мора да ги искористиме за да ги подготвиме за да почнат во прво оделение. Интересен е моментот што 90%, можеби 100% од првачињата кога ги прашате дали сакаат да одат на училиште, тие сите велат дека сакаат. Меѓутоа кога ќе дојде четврто, пето оделение,
ни 10% од нив велат дека го сакаат училиштето, така да децата сакаат да одат на училище, децата сакаат да учат, меѓутоа самата средина, околностите, начинот на живот, начинот на кој што растат е малце поразлично и позабрзано и затоа можеби се соочуваат со различни предизвици. Ама затоа сме тука да ги насочиме и колку може да помогнеме во тој процес. Така, вие имате секако проекти кои што служат за подготовка на првачиња. Накратко ќе споменеме и за тоа и ете можеби совет за сите родители кои што годинава ќе испратат прваче на училиште. Накратко секако. Така, ние имаме секој вторник моментално се одржува таа подготовка за првачиња. Групата е помала и е во време траење од 1 до 2 часа зависност нели од планот и програмата кој што го подготвуваме. Подготовката е најмногу насочена на социјалниот момент, интеракцијата, играта, самостојноста, перцепцијата, свесноста за себе, учење нови вештини и секако една подготовка за прво деление. Родителите ни се активен дел во тој цел процес, добиваат насоки, се вклучени максимално колку што може и гледаме да бидеме заеднички тим се со цел да го подготвиме детето во прво деление. Среќни, весели и подготвени првачиња посакувам да излезат токму од овде, од тимата, а јас ви посакувам многу успеси секако и благодарам што сте секогаш достапни за медиумите. Благодарам и на вас и се надевам дека ќе имаме нови генерации кои што ќе нижат успеси. Да, токму така, за новите генерации првачиња не е потребно претходно да знаат да читаат и пишуваат. Повеќе потребно е секако да бидат самостојни и независни, да бидат растени со љубов, со внимание и секако со радост да одат на училиште. Ова утро разговарам со Сашко Кочов од Едукативниот центар и тим, односно тимот А говоревме малку повеќе за тоа што треба едно прваче да знае и уме и кои вештини да ги поседува пред почетокот на новата учебна година. Студио во интерес на времето ние одовде се одјавуваме. Ирена, дополнителни прашања дали имаме? Немам, Викторија, дополнителни прашања. Си кажавте се убаво. Сега ви благодарам многу за вашиот разговор,